Навистина сум пресреќен што ми е дадена можност по повод 30 години Лесновска ликовна колонија да ви се обратам вечерва. Би сакал да и се заблагодарам на директорката на Домот на културата, господица Сандра Мијалковска, да ги поздравиме годинешниве учесници на 30-та ликовна колонија, кои навистина ќе бидат достојни да не представуваат нас преку своите дела во изложбите кај што ќе ги имаме со тоа што ќе го направат. Да го поздравам присуството на градоначалникот на општина Пробишти, господин Драган Анастасов, советниците и сите останати драги мои сограѓани. Кога ја добив поканата да ви се обратам, навистина се думав на кој јазик да ви зборувам. Дали да зборувам на македонски, сочен, убав литературен јазик, или да ви се обратам на дијалектот, пробиштипски. Сепак се одлучив да ви зборувам со јазикот на љубовта. Во рацете држам една книга, ова е Светото писмо, Библија, најсветата книга од сите книги што некогаш биле напишани. Во оваа книга на 38 места е запишано името Македонија и македонци. По едно од тие слова постои словото за љубовта, кое го има напишано апостол Павле, обраќајќи се на коринтјаните. Сметав дека ова слово на љубовта ќе биде достојно за овде пред вас, на тој начин со љубов да ја започнеме 30-та Лесновска ликовна колонија. Се морам да се послужам малку со помошни средства. Да зборувам на сите човечки јазици. Дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звечи или кимвал што звони. Само да се подготвам малку. Пред 30 години не ми требаа наочари. Тоа ми треба. Значи, да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења и сите работи и така силна вера, што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се провизнесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се сради, не мисли зло. На неправда не се радува, а на вистина се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува, а другото, ако се пророштва, ќе престанат, ако се јазици, ќе замолкнат, ако се знаења, ќе исчезнат. Оти по нешто знаеме, но по нешто и пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете мислев, како дете размислував, а кога станав маж, го оставив детинското. Сега гледам нејасно како во огледало, а тогаш лице во лице, сега знам нешто, а тогаш ќе знам како што сум познат. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта.
Потомците ста писани, ги гледам смерни, во ред. Се спушта и ангел во лед, кон лепа церков на колнати места. Добро, што племе сме биле? Што накот? Што мисла знани сматила вид? Ангелот кацнал, трепери, јасен е говор на зракот, божествена гледка. На Бога е реч, цела Македонија пак да се збере на древниот повик на древна вера. Не омраза сега, не одмазда сега, не замав на меч, а љубов. Љубов ни треба. Таа љубов трае 30 години. Од далечната 1992 година на 22 јуни ликовната колонија траеше до 4 јули. На првата ликовна колонија зедоа учество 8 ликовни уметници. Ке ми дозволите да ги прочитам нивните имиња и да се подсетиме. Секако на уметничката фела им се добро познати овие имиња. Кирил Ефремов, Димитар Стојчевски, Владимир Величковски, Кирил Казанџиски, Марин Коцалев, Лазо Георгиевски, Зоран Павловски и нашиот Ѓоко Антониев. Триесет години навистина не е мал период. Многу манифестации со текот на времето на некој начин се претворија во нешто друго, меѓутоа ликовната колонија во континуитет, најдолговечна ликовна културна манифестација во наша општина трае 30 години. И благодарам на сите директори после мене, после 92 година, јас како идеен творец на ликовната колонија, кои го продолжија тој континуитет или еднаш не престана да се одржува оваа ликовна колонија. Ви благодарам на сите што ме сослушавте и ви посакувам се најубаво во животот. Ви благодарам.